со самото тоа што ќе настане одредено говорно нарушување, тоа е знак дека постои одреден дисбаланс. Говорот е една секундарна реакција на нормалниот развој. Штом отсуствува или е нарушен говорот, дури во нараната возраст, тоа укажува дека постои некој проблем кај детето. Дали е тоа проблем од метаболички карактер, дали е невролошки карактер, дали е психолошки карактер, дали се работи за ментална ретардација, дали се работи за социјално семени фактори, дали се работи значи голема е лепезата на тоа на причините поради кои што настануваат говорните нарушувања. Кажавме дека во денешно време најголем број се развојни нарушувања, значи во текот на развој. Тоа значи дека знаеме дека во најраната возраст кога се раѓа детето почнува да се уште е рефлексно поврзано со родителите, меѓутоа почнува да осознава средината. Ако на вистински начин не ја осознава средината, значи да ја истражува на сопствен начин, а тоа е се поголем случај во денешно време, затоа што денешните родители ги заштитуваат децата, не им дозволуваат да бидат во додир или во судир со предмети, да можат да се трудат околу одредени ситуации, како на најдобар начин психосоматски би ја осознаеле средината, така да со вистинско осознавање на средината се развива и имагинацијата, фантазијата, моторните функции, а со тоа значи нормален развој, а со тој нормален развој тогаш во одредено време, таму негде околу првата година, со овие дејства се поврзува и говорот, значи основните форми на говор. Меѓутоа, ако од овие претходните моторни невролошки форми отсуствуваат, тогаш значи ќе биде и проблем со поврзувањето на поемовите со предметите, со дејството, со активностите, а понатаму и со одредените говорни форми, развојот на говорот. Ако тука настане одредена дупка или одреден недостаток, тогаш овој недостаток се проширува и понатаму. Значи, од најмалите нарушувања, тоа е закаснување во говорот, значи не оди развојот на говорот со календарската возраст, до тотално отстапување на говорот. Во денешно време, во тој период, исто имаме огромни фактори кои што влијаат на овој недостаток и користењето на технолошките средства, гаджети, што ги викаме популарно, или употреба на телефони, мобилни таблети баш во тој период. Кога е и така расклимана развојот на овие говорни нарушувања и уште кога ќе му се додат и овие употребата на интензивна употреба на овие технолошки средства од страна на детето, тогаш детето всушност се губи во говорната ориентација. Значи нема представа за комуникација, добива една представа дека комуникацијата значи само примање на пораки, а не оддавање на пораки, затоа што од мобилни телефони или од таблетите има апликации кои што само оддаваат пораки. Детето ништо не зборува, значи не возвраќа, не вежба говор, не учи појмови, туку само ги прима информацијата од таму.